Драги ученици, почитувани родители и наставници, следува видеолекција од предметот математика. Во оваа видеолекција ќе биде опфатена наставната единица одредување на мерења дадени во мешани единици при решавање на проблемски ситуации. Да проследиме. Единица мерка за должина. Што мериме со оваа единица мерка? Со оваа единица мерка ги мериме предметите. Колку е долго нашето моливче, колку е долга лажичката, чешелот и слично. Се мериме ние колку сме пораснале и го мериме патот по кој што патуваме со нашето возило. Запаметете, основна единица мерка за должина е 1 метар. Помали единици мерки од метар се 1 сантиметар, 1 милиметар. 1 метар има 100 сантиметри, а 1 метар има 1000 милиметри. И сега да ги разгледаме сликите. Овде имаме едно жолто метро. Тоа е 1 метар. На него има бројки 1, 2, 3 и така натаму до 100. Значи, 1 метар има 100 сантиметри. Со црвените стрелки ни е означено од 0 до 1 должината на 1 сантиметар. А мерната единица помеѓу со малите цртички помеѓу сантиметарот се вика милиметар. Колку милиметри има во 1 сантиметар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 сантиметар има 10 милиметри. Има и поголема единица мерка за должина од метар, а тоа е 1 километар. 1 километар има 1000 метри. Да видиме што можеме да измериме со 1 милиметар, со 1 сантиметар, со 1 метар и со 1 километар. И да ги подредиме од најмалата кон најголемата. Најмалата е 1 милиметар. Со 1 милиметар ја мериме широчината на црнката на моливот. Потоа ја мериме широчината на врсната боичка, на гумата на моливот и слично. 1 сантиметар ни означува должината на зрно грашок, 2 сантиметри должина на кекерика, 3 сантиметри должина на јагода, 5 сантиметри просечна должина на 1 лимун. 1 метар ни асоцира на пица на метро. Ако сакате на најзладок можен начин да научите колку изнесува 1 метар, нарачајте си пица на метро во должина од 1 метар, така ќе дознаете, а исто така можете и да ја измерите. Ако дојдете во Битола и се прошетате од Саат кулата до Центарот за култура, вие ќе поминете 1 километар пешачење. И сега имаме овде една ситуација. Јана тргнала кај баба и нагости. Должината на патот од куќата на Јана до куќата на баби била 1 километар, 3 метри, 800 сантиметри, 7000 милиметри. Пресметеа должината во метри. Што правиме? Треба сите овие мерни единици да ги претвориме во метри. И почнуваме. 1 километар има 1000 метри. 800 сантиметри треба да ги претвориме во метри. А знаеме дека 1 метар ни изнесува 100 сантиметри, тогаш 800 сантиметри се 8 метри. 7 метри ни изнесуваат 7000 милиметри. Зошто? Зашто 1 метар е 1000 милиметри. Ги претворивме километарот во метри, сантиметрите и милиметрите во метри. И кога сите заедно ги собравме, добивме резултат 1018 метри.
1018 метри е должината на патот на Јана. Продолжуваме со единица мерка за маса. Што мериме со оваа единица мерка? Па се мериме ние, ја мериме храната, овошје, зеленчук и други прехранбени продукти. Мериме исто така и товарни возила. Мериме колку тежи товарот што го носи камионот, цистерната и некое друго товарно возило. И запаметете. Основна единица мерка за маса е 1 килограм. Помали единици од килограм се 1 декаграм, 1 грам. 1 килограм има 100 декаграм, а 1 килограм има 1000 грам. 1 декаграм има 10 грам. Овде имаме примерок на две ваги. Едната вага е нумерирана, а другата вага, односно другите ваги се ваги со тегови. Тоа се овие тегови. И како што гледате, поголемите тегови се килограми, оние со средна големина се декаграми и најмалите се грамови. И овде, бројките со 1, 2, 3, 4, 5 и слично се килограми, малце поголемите цртички се декаграми, а сите оние ситни мали цртички што се наоѓаат помеѓу броевите за килограми се грамови. Ајде сега да видиме која е поголема единица мерка за маса од 1 килограм. Тоа е 1 тон. 1 тон има 1000 килограми. Да ги подредиме по големина од најмалата од најголемата. Најмала е 1 грам, 1 декаграм, 1 килограм и 1 тон. Колку тежи 1 грам? Па пример, една спијалица тежи 1 грам, а 4 грама ни тежи една коцка шекер. 1 декаграм ни тежи едно малечко маргаринче. Можете да отидете до најблиската локална продавница и да си видите колкава е големината и да осетите на вашата дланка колку е 1 декаграм. 1 килограм, сите знаете, сите имате дома брашно. Секогаш кога ќе земете во раце вакво пакување на брашно, вие ќе знаете дека во вашата рака држите 1 килограм. И сега 1000 такви килограми спаковани во вреќи ни прават 1 тон брашно, пченица, пченка или некој друг производ кој што се мери во тони и кој што може да наполни едно товарно возило. Овде имаме една слика на кој што имаме неколку производи кои што се измерени и се представени како 1 килограм, 5 килограми, 3 килограми 50 декаграми, 1 килограм и 50 декаграми. Рековме, 1 декаграм има 10 грамови. И сега ни се бара запиши во грамови од најлесно кон најтешко. И да видиме, ги подредивме. 1 килограм, 1 килограм и 50 декаграми, 3 килограми и 50 декаграми и 5 килограми. Како ги подредивме? Ги претворивме сите во грамови. 1000 грама, 1500 грама, 3500 грама, 5000 грама. И ги подредивме од најлесно кон најтешко. Имаме единица мерка за зафатнина. Што мериме со оваа единица мерка? Мериме колку сируп треба да се напиеме. Вие знаете, дечиња, кога кашлате, вашите родители или блиски ви даваат сируп во една ваква мерица. И таа се мери со единица мерка за зафатнина. Или кога правите торта, колку шоли млеко и масло ни треба за торта, мериме со мерката за зафатнина. Исто така, таа ни е важна и за тоа колкава количина на вода ни е потребна за полевање, за да не бидат цвеќињата убави. И запаметете, основна единица мерка за зафатнина е 1 литар. Помали единици мерки за зафатнина од 1 литар се 1 децилитар, 1 милилитар
И 1 литар има 10 децилитри и 1 литар има 1000 милилитри. Според тоа, 1 децилитар ќе има 100 милилитри. И овде гледате, имаме еден сат пун со течност. На секоја линија има бројка за количината на течност. До тука течноста ни означува 100 милилитри, 200, 300 и така натаму до 1000 милилитри или 1 литар. А на ова мензура, на ова слика имаме еден сат кој што ни прави споредба. 1 децилитар е рамно на 100 милилитри. 2 децилитри е рамно на 200 милилитри. 3 децилитри е рамно на 300 милилитри и така нагоре до 10 децилитри. И тоа е рамно на 1000 милилитри, односно на 1 литар. Значи 1 литар има 10 децилитри и 1000 милилитри. И овие ќе ги подредиме по големина. Најмало ни е 1 милилитар, а 1 децилитар и 1 литар. 1 милилитар, што мериме ние во 1 милилитар? Тоа се капки. Капки за нос, за очи и слично. 1 децилитар, тоа е едно шолче за кафе, за млеко или една пластична чаша. И овде имаме една споредба, колку изнесува 1 милилитар и колку е 1 децилитар. И на крај 1 литар, кога ќе пиете сок или јогурт, ќе знаете дека тоа е 1 литар. Овде имаме подреди ги од најголемата кон најмалата мерка на зафатнина, но прво претвори ги во литри. Имаме 6000 милилитри, 50 децилитри, 2000 милилитри, 100 децилитри, 4 литри. 6000 милилитри, 1 литар има 1000 милилитри, значи 6 литри. 50 децилитри, 1 литар има 10 децилитри, 50 се 5 литри. 2000 милилитри се 2 литри, 100 децилитри се 10 литри и 4 литри се 4 литри. И овде се подредени од најголемата кон најмалата. Откако ги претворивме, ние всушност дознавме кое е најголемо количество на течност, а кое е најмало. И за крај да видиме кое со што се мери. Пример, јаболката се мерат со вага на која што има скала со мерна единица за килограм, грамови и декаграм. Компирот може исто така да се мери со оваа вага, но може да се мери и со вага во тегови. Ѕидот се мери со метро и најчесто ова го потребуваат градежните работници, односно оние кои што градат куќи и други објекти. Ова е текстилно парче, една сукња. Овие текстилни парчиња, кога ги шијат текстилните работници, тие користат вакво метро. Потоа имаме течност. Оваа чашичка течност се мери со мерица за милилитри, децилитри и литри. И на крај имаме прашок за печиво. Тој се мери со мерните единици за грамови, декаграмови и слично. Драги ученици, ова е се за оваа видеолекција. Можете вие слободно да мерите дома, да истражувате и ви посакувам секое добро.